Почитувани колеги министри, почитуван градоначалник на Пробиштип, почитувани директори на Македонија Пат, почитувани колеги од Македонија Пат, почитувани медиуми и почитувани граѓани на Пробиштип и на државата. Во полнек е сезоната на градежни работи на патната инфраструктура низ целата земја. Пред 10 дена бевме на увид во работите во западниот дел од земјата, а еве на денеска овде на истокот на увидот во работите на регионалниот пат Пробиштип-Лесново. На мое големо задоволство денес тука го гледаме остварувањето на ветеното и планираното. Да се гради и поврзува инфраструктурно, да се осовременуваат патните правци со цел подобрување на секојдневниот живот на граѓаните е високо на листата на приоритетите на оваа влада. Денеска направивме увид во прогресот на рехабилитацијата на овој регионален правец. Се обновува патната делница од Пробиштип до Лесново во должина од 3,4 км. По направената подготовка за проширување и поставување инсталации за одводнување, сега е во тек асфалтирањето до влезот на манастирот Лесново. Со оваа рехабилитација Лесновскиот манастир, познатите вулкански карпи, пештерите и другите природни убавини и реткости ќе станат подостапни за посетителите. Заедно со велосипедизмот и планинарењето, во овој крај има огромен потенцијал за развој на туризмот. Реконструкцијата на овој пат е од витално значење не само за општина Пробиштип, туку и за развој на регионалниот туризам. Лесново привлекува голем број на туристи, а реконструкцијата значително ќе придонесе за подобри услови и дополнителен развој. Владата е посветена на израда на модерна и безбедна патна инфраструктура и реконструкција на огромен број патни правци во државата. Северна Македонија се гради и поврзува, се градат нови, а истовремено се обновуваат старите патишта кои со децении беа заборавени. Од 2017 година до сега изградени и обновени се над 1000 километри патишта. Инвестирано е повеќе од 1 милиарда евра во израда и модернизација на патната мрежа во земјата. Грижата за потребите на граѓаните на локално ниво е особено важна за оваа влада. Затоа преку повеќе различни програми и проекти кои се во фаза на изработка или во фаза на инвестирање, се инвестираат над 250 милиони евра во поддршка на општините и подобрување на условите за локалните заедници. Тоа се иновативни проекти, проекти кои ја подобруваат енергетската ефикасност, услови за работа на здравствените установи, проекти за израда на подобра инфраструктура за водоснабдување и пречистителни станици, но и за поврзување на локалните патишта со што се олеснува патувањето, транспортот и секојдневниот живот на граѓаните. Знаеме дека развиената патна инфраструктура е од суштинско значење за развој на економијата и затоа и во услови на најголема криза ние инвестираме во овие проекти. Тоа се инвестиции за безбедно патување, за ефикасно поврзување и транспортирање на производите на компаниите за економски развој на земјата. Сакам во оваа прилика посебно да им честитам на граѓаните на Пробиштип, на општина Пробиштип, што конечно, после години и години ветување дека овој пат ќе биде направен, најпрво Министерството за транспорт и врски, за што сум им посебно благодарен, го рекатегоризираше овој пат во регионален пат и еве веќе имаме финализација на негово комплетно реконструирање и правење на пат по кој што ќе можат да патуваат не само граѓаните на Пробиштип, туку и граѓаните на целата држава кои што многу често го посетуваат Лесновскиот манастир. Почитуван претседател на владата, господин Димитар Ковачевски, почитуван подпредседател на владата Фатмир Битичи, почитуван министар за земјоделство, шумарство и водостопанство Николовски, почитуван градоначалник на општина Пробиштип, почитуван директор на јавното претпријатие за одржување на магистрални и регионални патишта, медиуми, граѓани. Министерството за транспорт и врски и јавните претпријатија во однос на патиштата сакам да напоменам дека продолжуваме со исполнување на својата агенда, а тоа е изградба и модернизација на патната мрежа низ целата држава. Инфраструктурните проекти се реализираат со добра динамика и покрај сите предизвици со кои се соочуваме покрај сите овие светски економски кризи кои што се во тек. Денеска сме покрај прекрасниот Лесновски манастир, каде извршивме увид во рехабилитација на патниот правец од Пробиштип кон Лесново во должина од 3,4 км. Оваа делница се рехабилитира после повеќе децении. Се проширува, се осовременува, за што се инвестираат околу 25 милиони денари. Придобивките од реконструкцијата на овој патен правец се повеќе кратни. Покрај жителите на општина Пробиштип и околните места, подобра комуникација и побезбеден сообраќај се овозможува и за бројните туристи кои го посетуваат Лесновскиот манастир. Постоечкиот пат е проширен, а во следните денови ќе следат интензивни асфалтерски активности.
Во овие неколку години вложивме сериозни средства во модернизација и подигнување на безбедноста на сите патни правци и отстранување на црните точки, со што може конкретно да се види низ целиот источен регион низ државата. Минатата година целосно го реконструиравме регионалниот пат од Крупиште до Пробиштип, кој директно се поврзува, Пробиштип директно се поврзува со регионалниот и експресниот пат Штип-Кочани, а во моментот се работи и втората делница од експресниот пат од Крупиште до Кочани, со што ќе добиеме уште една нова, модерна патна врска на ниво на експресен пат во земјата. Заради тоа се гради секаде во земјата и така ќе продолжиме да работиме и во идниот период. Би сакал да споменам дека преку Министерството за транспорт и врски за општина Пробиштип на располагање имаме преку 680.000 евра за реконструкција на локални улици и патишта и заедно со градоначалникот работиме на комплетирање на документацијата за улиците Македонски револуционери, Христијан Карпош и 3 април. Исто така за подобрување на условите на живење, до крајот на овој месец отпочнуваме постапка во Министерството за транспорт и врски за водоснабдување на населеното место Турско Рудари во вредност од околу 5 милиони денари, како и изградба на атмосферската канализација на улица Македонски револуционери во вредност од 4,4 милиони денари. Министерството за транспорт и врски е силно посветено на обезбедување на континуитет на сите инфраструктурни проекти. Покрај патиштата, железницата, гасификацијата, остануваат приоритети и локалните патишта. Исто така ќе продолжиме, ве уверувам, како и досега, така и одсега со силен инвестициски циклус во изградба на капиталните проекти низ целата држава. Ви благодарам. Почитуван председател на владата, почитуван заменик председател на владата, министри на транспорт и врски, министер за земјоделие Бочварски и Николовски. Дозволете ми, почитувани представници на медиумите, да изразам голема благодарност за сето она кое што се направи во изминатиот период за општина Пробиштип. Почнувајќи од патниот правец Пробиштип-Крупиште, обиколницата околу Ратавици, Злетово, Древено, Добрево до Пробиштип, капитални проекти како што и денеска сме на увид на овој капитален проект од огромно значење и за поранешна општина Злетово, и за граѓаните на општина Пробиштип, но и за сите граѓани на нашата држава и надвор од неа поради потенцијалот кој што го има Лесново. Навистина многу значаен патен правец, многу значаен проект. Се обврзавме заедно со министерот за транспорт и врски, со министерот за земјоделие Николовски, да во 2020 година изработиме проектна документација, го ветиме овој патен правец и еве сега сме на момент на реализација. Дополнително сакам да истакнам дека општина Пробиштип паралелно работи на самата канализација со пречистителна станица токму во Лесново, поради потенцијалот кој што го има ова место, поради потенцијалот за развој на самото Лесново, каде што се носи и урбанистички план. Уште еднаш изразувам голема благодарност поради реализацијата на овој капитален проект, ќе кажем уште еднаш за пробиштипјани, поради она кое што го добиваат самите посетители, односно учесниците во сообраќајот, проширувањето, секако новиот асфалт и поставувањето на хоризонтална и вертикална сигнализација. Ви благодарам.